Но единица мерка за слободата е вистината. Затоа мора да почнеме со вистината. Добро вечер, почитувана публико, и добре дојдовте во седмото издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија во продукција на Македонскиот информативен центар и Комитетот за демократизација на Република Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски со мојот верен соговорник Јордан Петровски. Добро вечер. Добро вечер и среќна нова година. Да, среќна нова година. Да не се замери затоа што тоа е многу битна работа. Да. Ја почнуваме новата година со анализа на еден настан од минатата година, а тоа е годишното обраќање на председателот на Република Македонија Ѓорѓи Иванов пред собранието на Македонија. Според мене тоа беше можеби еден од најдобрите говори досега одржан од било кој политичар македонски. Па ќе го погледнеме, ќе се осврнеме на некои работи кои што ги одвоивме и ќе ги прокоментираме. Само единствено бих рекол, штета е што допрва сега се јавува еден лидер со еден таков говор после 30 години речиси независност. Јас ќе го задржам моето мислење за подоцна да го кажам. Врска со говор, така да не ти ја расипам сега концепцијата. Повеќе. Интересно беше што уште на самиот почеток председателот рече дека се уште ова да не помисли некој дека му е ова последен говор, дека се уште е рано за отчет, како што рече тој. Вели и рече денес од ова место повторувам дека до таа моја заклетва, односно заклетвата дека ќе извршува неговата функција до последниот негов ден, ќе се придржам до последниот од мојот мандат. И од тоа не мислам да отстапам. Покажа малце една борбено држење. Да, тоа е оддиха да сите наши политичари. Да. Кога зборуваат, знаат да покажат дека се борбени, дека ќе се борат, но делата нивни за жал говорат сосема друго нешто. Говорејќи за македонскиот јазол, председателот рече за да биде одржлив, мирот мора да биде праведен. А праведноста на еден поредок, вклучително и меѓународниот поредок, се гледа од начинот на кој ги третира најмалите народи и држави. Македонскиот јазол почна полека да се разврзува со формирањето на Асомска Македонија и со прогласувањето на независна Македонија. Она што е многу важно е дека македонскиот јазол не може да се пресече, туку мора внимателно да се разврзува. Бидејќи сечејќи го јазолот се сече и дели и македонскиот народ. Тоа беше во врска со коментар во врска со Преспанскиот договор, Да. кој што го потпише Заев, и председателот повторно ја истакна неговата критика кон договорот кој што тој одбил да го потпише. На договорот од негова страна. За да мирот биде одржлив, мора да биде праведен, тоа е едно старо мото. Да, е тука една непобитна вистина која не може никој да ја... Понатаму, тој рече вака, во изминативе 2 години на власт дојде некој кој си мислеше дека е доволно да го пресече јазолот и со тоа да го реши македонското прашање и тоа по секоја цена. И токму тоа е проблемот. Кога сте подготвени едно прашање да решите по секоја цена, тогаш цената е највисока. Цената на ваквото решавање на македонското прашање е правно и историско поништување на македонскиот народ, бидејќи без македонски народ, македонски идентитет и македонски јазик нема ниту македонско прашање. Со други зборови, прашањето за идентитетот ќе се реши со негово поништување. Со тоа Република Македонија и македонскиот народ се втурнати во правна, политичка и историска бездна. Пандорината кутија е отворена и сега веќе речиси секој си зема за право да го негира она што е наше стекнато право. И тоа на повеќе нивоа и во повеќе наврати.
проблемот тука е што овој проблем со името, спорот со името, не е од 2017 година, од како на власт стапи Зоран Заев, туку е од втората година на македонската независност. 1993. Да. И тоа беше поентата пред малку кога реков дека сите кога зборуваат знаат да кажат вистината и да створат впечаток кај луѓето дека тие кажуваат големи работи, дека се големи луѓе, не. Иванов е при крај на вториот мандат. Да, тој има уште 3 или 4 месеци. Но, значи, 9 години и кусур месеци беше председател на државата. Да. Ги имаше сите полги во раце да се обиде да наметне друг правец на решавање на проблемот со името. Јас во една дискусија на Facebook пред 5-6 години, уште додека Груевски беше на власт и додека беше уште ги немаше бомбите, кога имаше апсолутната власт и сите смислеа дека тој ќе остане довека премиер. Ова се однесува и за Иванов, бидејќи тој не беше тогаш тема на дискусија, но исто е. Да, Ѓорѓе Иванов допред неколку месеци беше тивкиот човек на македонскиот режим, го немаше никаде. Јас, бидејќи дискутирав со влюбеници во Груевски и луѓе кои не сакаат да видат дека она што го чини Груевски не е добро за Македонија. Нерешавањето на битните прашања. Да. Значи, уште полоша судбина на Македонија. Ако власт која наводно беше патриотска, со сите митови кои се ствараа за неа, таа не се обиде да реши ни еден проблем. Посебно проблемот со името. Да, имаше во Македонија во секој еден момент има негде 3 прашања главни кои што треба да се решат. Проблемот со името, проблемот со правосудството, односно проблемот со длабоката држава, со УДБА и корупцијата. Две прашања се. Да. Името Да. и името, мислам едно прашање е само, Лустрацијата, да. Таа ги решава сите прашања. Да. И името, и корупцијата, и криминалот, и прогонот неуставен на кршење на човекови права, слобода на мисла, слобода на печат, ги решава лустрацијата. Да. И си заборавил дека ние направивме една иницијатива за решавање на името 2011 година и ја обзнанивме. Да. Во таа иницијатива, таа беше базирана на врз едно мислење на Венецијанска комисија, на параграфот 26, кој се однесуваше на Латвија, но во него беа фундаментите за решавање на името во Македонија. Да, малку да го објасниме. Да го објасним, затоа ќе го да го објасним. Тоа беше тужба на член на Комунистичка партија на Латвија пред судот за човекови права за кршење права на комунистите во Латвија. Бидејќи литванската власт донела одлука да ја забрани Комунистичката партија на Латвија. Да им забрани на членовите за бавење на политика и партијата да ја забрани како партија. Тие се обидоа преку Страсбург да издействуваат дека таа одлука не ги крши човековите права, ги крши правата на здружување. Но судот за човекови права за чудо, имам зашто зборам за чудо, бидејќи во случајот на Латвија најде начин да суди
Да го осуди комунизмот. да го осуди комунизмот. Што не беше случај со кој беше попрашање Македонија. Да. И тие донесо одлука дека одлуката за забрана е легална. Да. Образложението беше дека Комунистичката партија преименувана како и во Македонија што беше преименувана во некаква социјалдемократска Социјалдемократска партија или како беше тоа на СДС, СКМ ПДП. СКМ ПДП, се обидела со државен удар да остане на власт, да ги сруши демократските процеси во Латвија. Да. Тоа е случај во Македонија. Имаме недавање на мандат на Глигоров на победничка партија. Во 91 година. 91 првиот првото формирање на влада кога тој одби да го даде мандатот на ВМРО и затоа бараше, што направи уште еден преседан. Тој се постави како над волјата на народот, тој побара да му понуди ВМРО кандидати за премиер, па тој да одлучи дали заслужува некој да биде премиер од тие четворица. И кога му беа понудени 4 кандидати, тој ги одби сите. Да. Ниту имаше уставно право да го стори тоа, ништо. Да. Тоа е првиот државен удар. Вториот државен удар беше 92 година. Уставниот закон, тоа е закон по кој за да се применува уставот, беше донесен пред да се донесен уставот и е во ранг на устав. Во членот 10 уставниот закон беше многу јасен дека експертската влада ќе трае додека трае таа ќе нема избори, но нејзиниот пат е обврзан со нови избори. Глигоров ни тоа не го испочитува. И сега тука уште една работа има. Обично во сите држави од бивша Југославија и од бившите комунистички држави, кога се носеше нов устав, бидејќи се менуваше во уставот се, беше повеќе партизам, начин, во македонскиот устав уште беше променето начинот на избор на председателот на државата. Глигоров беше избран во парламент, а со новиот устав требаше да се бира непосредно. Тие сите држави веднаш откога ги донесо уставите, по 2-3 месеци или 2-3 месеци распишаа нови избори по новите устави. Македонија тоа не го направи, а беше обврзана со уставниот закон со членот 10 да го направи тоа. Тој уставен закон беше затоа донесен. Тој член беше уфрлен во тој уставен закон за да обезбеди нови избори кои ќе бидат во кои ќе победи партија, ќе бидат веќе ќе добие политичка влада и председател кој ќе биде избран од народот. Не. Значи, според тебе требало да има избори некаде во 92 година требало да има избори. Кога во јули, август, кога падна владата на Клучев, сега да летото беше, да. Да не се држам за датуми но беше во лето и тогаш требаше да се распишат нови избори. Тоа беше толку јасно во член 10. Јас го пишувал тоа неколку пати досега. И сега, покрај тоа што направи преседан, кршен државен удар со нераспишување на избори. Новиот државен удар беше доделувањето на мандатот. Бидејќи беше веќе Глигоров сигурен дека ВМРО не може да направи влада. Сега им го додели мандатот. Лјупче Георгиевски го врати мандатот, бидејќи немаше со кого да прави коалиција. Се обиде да разговара со Андов. Андов, како човек на службите, се остана верен на задачата која имаше добиено кога дојде во Македонија. Да ја води партијата, да ја наметне партијата на Марковиќ во Македонија. Реформска снага за Југославија. Тоа луѓето не сме да го заборават никогаш за Андов. Тој може сега да глуми
се и се. Да, па еве и јас оној пат приметив дека во нашиот разговор го именував како лидер на либералната партија. Не, Тоа тоа- беше таа партија, односно тоа име на партијата се превзеде дури за 94-та година. Така, нека не. Во првите Тоа 4 години таа партија фигурираше како реформски снаги Југославија. Тој го промени името многу брзо. Савез реформисти беше. Реформски тоа беше, тој го промени на место Југославија уфрли Македонија. За да не се сетат власите, што е работава и тоа беше чиста манипулација. И тој си ја тераше задачата која ја доби кога дојде од Белград. За која дојде од Белград. И сега кај е манипулацијата? Љупчо го враќа мандатот, бидејќи не обезбедува 61 пратеник кој ќе гласа за таа влада и го врати за 2 дена, 3. Едноставно не сакаше да губи време. Григоров мандатот му го даде на Гошев. На сојуз на второ пласираната партија. Тоа е Социјалдемократски сојуз. Тогаш се уште беше Сојуз комунисти на Македонија, партија за Не. Беше Социјалдемократски сојуз веќе. Тие го смени името 92 година уште. Да. Во Социјалдемократска партија. Мислам дека на истиот конгрес или состанок кога го сменија лидерството, ја сменија го сменија името. Не. Тоа е. Мислам дека сега да не отварам. Но мислам дека 92 или 93 се сменија во Социјалдемократска партија. Социјалдемократите, лидерот, председател тока беше Гошев, го врати мандатот. Значи со тоа беше Григоров обврзан да го даде мандатот на трета партија. По број на кој го според бројот на пратениците го зазима третото место. Григоров тоа не го стори. Повторно го даде мандатот на СДС. Значи тогаш добро. Значи првин лидер беше Петар Гошев, после се случи промена на раководството и потоа му го дава на Бранко Црвенковски. Така некако сега, дали беше промена на раководство беше, но не е битно. Да, ама Да, мандатот се дава на партија, не се дава на човек. И тогаш Бранко Црвенковски станува премиер. Да. Уште нешто. Гошев требаше да го врати по уставот, мандатот ако не успееш да формираш, да обезбедиш мнозинство, го вратиш за 20 дена треба да го вратиш мандатот. Гошев не го врати после 30 на ден. Значи уставот беше тоалет на хартија. Да. Тоа се, значи имаме 4 државни удара за 2 години. Да. Сега како се поврзува тоа со нашата идеја за решавање на спорот со име? Сега да не зборам дека исто така изборите Григоров кога ги доби избори 2006 година со тежок фалсификат. Да. Бидејќи објаснува во една од емисиите сега, да не го повторувам како е направен фалсификатот. Бојкотот, иако тогаш не знаевме за Латва, за Венецијанска комисија, едноставно во ВМРО, бидејќи јас во тие избори учествував сериозно и одлуката да се бојкотират изборите помеѓу двата круга, кога видовме што прави СДС и какво краде на избори во прашање, врвот на партијата донесе одлука да се бојкотират изборите. Со цел да не даде легитимитет на новата власт. Очекувавме, искрено, сите се надевавме дека ќе реагира западниот демократски свет на едно такво кршење на изборна кражба, која беше видлива за сите. Посебно изборот на Григоров. Да, меѓутоа она што го разбравме во изминатава година и пол од архивите на ЦИА е дека затоа ние
нивниот човек во Македонија, Џозеф Нај, бил еден од нивните луѓе во Македонија, известува дека овие ултранационалистите, демек ние ВМРО, по некаква си основа би биле блиски со Русија. Да. И тие се оние кои што ќе предизвикаат меѓуетнички конфликт со албанците. Игнорирајќи го фактот дека единствената институција која што влегува во постојан физички конфликт со албанците е Сојузот за Македонија, односно Социјалдемократскиот сојуз. СДС. Преку Министерството за внатрешни работи. Имаме, јас го пишувал во некој мој текста, судирот на Бит пазар. Да. Беше да се превземе црниот пазар од СДС, да го превземе црниот пазар од цигари. Да. Имаше жртви. Да. Веднаш после доаѓањето на власт, 2004 година, се случи Решица. Да. Повторно загинат албанци. Да. И потоа беше Се случи Гостивар. Да. Повторно загинати албанци. И сега тоа, како Запад не сака да го види дека кога сите, ако се вратиме сега на назад, кршењето на правата на албанците е било најфлагрантно во комунистичка Југославија. Да. И тука, како може некој да зборува дека на ВМРО било виновно за кршење на правата на албанците, кога никогаш не било на власт. Тоа што некои луѓе уфрлени во ВМРО и на кои весниците им давале простори, една нивна изјава била издигана на ниво на партиска агенда, ке сечеме ногти на орлите, ке ги убиваме шиптарите, од шиптарите, како беше сапони, што ќе се прави, не ми текнува. Тие луѓе ден денеска никој не ги чепка. И за Филип Петровски неговото досие. Тој досието не му е водено на него затоа што е ВМРО-вец. СДБ неговото досие го водило заради распирување на национална омраза. И тука е досието на Филип е сосема легално воден. Да. На крај на досието стои дека сите наводи, индиции за кои отворено досието се докажани. Тој беше предводник на едни антианголски протести. Да им се одземе правото, Педагошка академија таму, не знам што беше се, но беше да им се одземе право. Да. Светот, заради тие неколку души што беа никогаш не беа тие ВМРО, идејата на ВМРО тие никогаш не ја застапувале. Да. Но тоа беше доволно да се искористи од пропагандната машинерија на СДС и на Сорос да се прикаже ВМРО како партија која е антиалбанска, национално шовинисти се стави у себе внатре, Да. дека веднаш тие ќе избие војна, што воопшто не е точно. И ден денес постојано се поврзува бугарската фашистичка окупација од Втората светска војна со ВМРО, со историското ВМРО, а со тоа де факто и со партијата Да. ВМРО. И тоа е да го заокружиме ова. Пој, ајде. За Да завршам. спорот со името. Да. И сега, одлуката беше за бојкот беше тоа, да не се даде и да не се влезе во парламент ако треба. Ние ќе очекувавме дека месец-два Запад ќе изврши притисок и ќе се распишат нови избори. За да не му се даде легитимитет на таквиот парламент каде што ВМРО ќе освоеше 20 до 30 пратенички места, кои ќе беа декор и ќе има во секое време СДС со таквиот парламент сите одлуки ќе беа, ама беше и ВМРО внатре. Да. Како што сега зборуваат, во приватизација учествуваше ВМРО, бидејќи беа како пратеници, имаше најмногу пратеници. Да. Ама бадијала тие пратеници нема никаква моќ.
Да, и во оние комисиите кои што ги беа собраниски, кои што требаше да вршат надзор врз Работа државните на институти, врз работата на После на владата, УБК, нема никакви никакво реални влијание. влијанија, да. тука е, сега малку ме подсети, да не се да речеме, ќе го оставиме тоа за другото. И, значи, Запад не реагираше. Очекувавме дека со тој бойкот, веднаш кој ако бидат новите избори, очекувавме дека сигурно ќе победи ВМРО. Веќе прозреана и улогата на Гошев на тие избори, дека Гошев беше тројански коњ на СДС. И ВМРО и народот ја прозре веќе улогата дека Гошев не влезе со чисти намери да го руши СДС, туку да го спасува со формирањето на неговата партија. И бевме сигурни дека на изборите кои можеби ќе следат после 5-6 месеци, дека ВМРО ќе освои сериозна бројка на пратеници, можеби ако не можеби двотретинско да има мнозинство чисто. И тогаш ќе се поништат сите одлуки донесени од ќе се бара укинување на политичка партија, бидејќи ќе ги докажем, имавме докази да ги докажеме дека тоа се државни удари. Да. Дали после овие искуства кои ги имам во овие години, читајќи ги досијата, сите работи кои ги осознав, сега сум сигурен дека имало кртови внатре во врвот на ВМРО и таа идеја која за среќа, како да не изгледа дека јас само зборувам, доста ја дала во едно интервју 95-та година во Нова Македонија. Што е причината за бојкот на изборите? Инаку Љупчо никогаш не спомнал што е вистината за бојкотот, што е чудно. Да. Тој никога пат не се наврати кога 98 година кога стана власник, кој пат веќе не се наврати Да. на Иако требаше да се расчисти кој ги постави снайперистите на зградиве, кој беше подготвен да пука во народов, кој беше спремен да издаде наредба. Наредба била издадена, веќе затоа што беше донесена војска во собранието, беа специјалците во соборниот храм. Тоа зборуваш за протестот, демонстративниот протест кој што беше веднаш после изборите. Да. И значи некој пренел дека ако има нови избори, ќе победи ВМРО и ќе се поништат сите тие одлуки кои беа антимакедонски. Да. Тоа беше поентата која го направивме нашата иницијатива за враќање на името. Бидејќи во 2011. 2011. Со тоа имавме еден куп, потоа се случи уште неколку кршење на устав кои се може да третираат како државен удар. Недозволувањето референдумот за предвремени избори, поништување 96 со закон, поништувањето на тој референдум, на тоа. Потоа 2000 година обидот да се сруши владата на Љупчо Георгиевски со купување на пратеници, со прислушкувани разговори. Значи, има еден куп. Нема кај што ќе гребнеш, излегува дека бил уставот кршен. Власта била злоупотребена и тоа ќе беше доволно да новата власт, Груевски, затоа ние направивме тогаш иницијативата. Да. И јас разговарав и со Груевски 2009 година кога беше Груевски тука, му посочив дека на таа варијанта. Има сведоци, можеби некојаш ќе се сетат и ќе сакат да проговорат. Антонио Милошевски, Тевдовски, амбасадорот, стана после амбасадор во Канада, и Александар Николовски беа присутни на разговорот кој го водевме во Хотел Ројал со Груевски. Ројал Јорк. Да.
И јас затоа, видејќи видов дека Груевски не реагира после тоа, после разговор, не прават ништо. И ако Груевски го задолжи Теловски да разговараме цел сат и да објаснам јас целата, кога бевме тука на руче, кога дојда во Сен Катринс кај нас, не кај нас дома, во хотел, тука во ресторан. И јас му ја објаснив на Теловски целата конструкција, како би ја извеле, уште 2009 година. Иако, ти викам, тогаш не знаевме ништо од Венецијанска комисија. Но таа беше по легален пат ги поништуваш сите одлуки кои ги донела нелегитимна власт. Разговаравме тука со некои луѓе кои беа малку у политика. И ја гледаа дека такво нешто е легитимно и легално. Можевме значи да ги поништиме сите одлуки на тој начин. Во тој момент да се побара, бејќи тоа сите приемот во Обединетите нации, договорот, времената спогодба беше најголем проблем. Резолуциите не се проблем. Времената спогодба бејќи тоа е трговски договор. Како што е сега договор, преспанскиот е трговски договор. Не е... Како мислиш? Трговски договор. Кога викам трговски договор, тоа е се договараме да купиме нешто и да продадеме нешто. Трговски договор. Да. Така ли е? Да. И трговски договор е со посебни узанси. Ти може да го стручиш трговски договор ако настапи во таму си стои клаузула нелегитимно нешто, виша сила или под принуда. Да. Друг начин нема на рушење на трговски договор. Да. Значи, јасно кажуваме дека можеме да го струшиме само затоа што се неуставни сите што биле со кршење на устав, со државен удар. Сега, никој не сакаше таа иницијатива да ја чепне. Иако да ја, бидејќи можеше едноставно, да се поништи приемот, да се, бидејќи веќе се створи една сосема друга клима во светот за Македонија. 130 земји веќе до тогаш ќе има признаена Македонија под уставното име Македонија. Значи, многу тешко ќе беше да се беше признаена од САД, од Русија, од Кина. Уште од која членка? Само од Франција беше од Советот од тие 5 членки. Да, мисля дека само од Франција не беше признаена. Од другите сите ја призна. Значи, можеше без проблем да биде примена под име Република Македонија во Уединетите нации. Да се обнови, да се повтори приемот. Да. Едноставно да се поништи првиот, се поништува времената спогодба, се поништуваат резолуциите и се прави сосема нов. Да, и тоа е дефинитивно киксот број 1 на председателот Иванов. Да. Бидејќи тоа е конкретно тоа прашање потпаѓа под неговите ингеренции. И има уште нешто. Иванов, јас се обидов 2 или 3 пати да се сретнам со него. Не сакаше да се сретне со мене. Да. Јас од него немав да барам никаква за мене некоја. Јас моите работи си ги решавам сам, личките мои работи. Да. Овдека беше за да имавме изваредни позиции во Канада по тоа време. Да. Позиции кои многу тешко дека повторно ќе се остварат. Ќе се остварат таквите позиции. Значи имавме една голема сила зад нас, потоа беа живи, Данче беше уште жив, неговите врски со Буш, Буш и семејството, тогаш беше помалиот Буш, председател, така ли беше? 2008, не, тој 2008 му заврши мандат. Заврши мандат. 2009, односно. Така да веќе не беше тој. Но 2009 кога зборев јас со тоа беше не, по јануари 2009 му заврши мандат. Така да. Тој не беше, но беа сите живи, беа едноставно може да помогнат, бидејќи сепак Буш имаше влијание во администрацијата. Да. Републиканците
може да сторат многу повеќе Да. да помогнат. Сигурно, дека немаше да најде на отпор ако ја признае на Македонија од САД. Да. Немаше да биде проблем, бидејќи демократите не направија ништо да го повлечат тоа признание. Да. Значи, можело да се... Имавме две изворедни силни позиции. Да. Од тука. Сигурно уште некој наш македонец има некаде по светот кој имал. Сигурно, да. И тоа може да но, Да, и во таа смисла, повторно се враќаме на она нон-стоп бараме долете. Нон-стоп да бараме изговори дека некој друг ни е друг ни е вино, не. Затоа Дека, ете, длабоката држава ни погрешила едно друго. Неспорно е дека има ама луѓе со симпатии кои што не ни одговараат на нам. Но, сигурно. сме го дискутирали овој и друг пат, но мора да го повториме. Информациите кои што ги добива State Departmentот за Македонија доаѓаат пред се Да. од УДБА, тоест од македонската СДБ, од Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање и од македонскиот дипломатски кор. Да. Еве, видовме сега скоро излезе она од Wikileaks За Димитров. за Димитров белешката, дека Димитров давал извештаи на американскиот State Department. Она што на луѓето треба да им е јасно. Тоа не е ништо невообичаено. Да. Така ЦИА се снабдува со информации од Македонија, од бивша Југославија, уште од самиот почеток на комунистичкиот режим. Дури и во годините кога до 48-49, кога биле поблиски со Тито бил поблизок со Сталин, дури и тогаш значаен дел на информации доаѓале директно од режимот. Да. И тука е тој проблем. Пак се враќам на илустрацијата. Таа би ги исчистила таквите кадри. Да. Од дипломатијата, од СДБ, од служба за државна безбедност. И со тоа веќе ќе почне праќање на она реална слика за Македонија кон светот. Да. Ние сме единствените. Не би сакал некој да го разбере ова како само фалење или... Ние сме единствените кои колку толку даваме една сосема реална слика за Македонија преку нашите оние што ги пишуваме писма до функционери на држави, до евроамбасадори, се тоа се обидуваме да покажеме дека тоа не е така. Ја затоа сум лут. Не, како ќе кажам лут. Затоа гледам дека сите овие наводни здруженија, организации, зборам за надвор од Македонија, за диаспората. Никој од нив не води суштинска македонска битка. Само еден пример. Ова се многу сериозни работи, затоа ќе еве еден пример. Дали сте слушнале некојаш досега една организација, дали тоа ОМАД, дали ова форумот тој за демократија, новиот, дали овие старите обединети македонци, не знам уште кој ги има. Имам Јас се изненадев кога видов список колку ги има. Оно е ММРХМ, тој е. Да, тој е Македонски совет за човекови права или нешто така беше. Да. Еден збор да имат за прогонот на македонци, ајде не знаеле до 2000 година. Да. Ке кажеме не знаеле. Но 2000 година се отворија досијата во Македонија. Да. Стана јасно, на сите им стана јасно дека прогонот бил сериозен, дека илјадници луѓе биле прогонувани. Да. И наместо да се крене тие луѓе кои се тука надвор, тие луѓе кои имаа радија и денеска ги имаат радијата, весниците во Канада, во САД, во Австралија, никој од нив
не сакаше да спомене збор. Кога јас почнав да пишувам тука по форумиве, сите ми сака ми лепе етикети било какви, затоа што пишувам за она што го работела УДБА. Го За пишувам она што прогонот го на македонците во Македонија. Да, за прогонот на македонците во Македонија. И сега ми беше чудно во почеток. Јас очекував дека овдека, веќе таква слика, никој не се контактирал пред тоа со диаспората и очекував дека диаспората ќе застане, веднаш ќе се заинтересира за тоа што го пишувам. Можеби не ги не виделе кога бил отворен законот. Да. Но тие сака да ме загушат затоа што пишувам за прогонот на македонците во Македонија. Прогон заради македонската идеја. Да. Не прогон за не знам што. Да. И тука е. Ние немаме организација надвор. А без организација надвор многу тешко ќе сториме нешто. Да. Бидејќи има едно правило. Пожарот во куќата или избива однатре. И недемократијата и диктаторската власт секогаш се им е однатре. Ако некој ќе каже не е така, однадвор е окупација, ако дојде недемократска власт. Таа доаѓа како окупатор. Тоа е странска сила, но секогаш недемократите и доаѓаат од внатре. Граѓаните сами ги избираат. Или тие, како што компанијата Глигоров и друштвото, со манипулации, со кршење на устав, се устоличи на власт. Како што Заев моментално, еве сега со пучот на 27-ми, кој е негово дело. Тука допрва ќе гледате што ќе се случува понатака. Еве ги амнестираа сите. Ќе страда можеби најнаивните, оние кои немале врска со ова, него што влегне со срце, како што тука беше прав Иванов кога тоа го спомена во говор. И уште нешто исправно што спомна во неговиот говор. Народот не живее во минатото, туку со минатото. И тоа не да мрази, туку да се сеќава. Да. Ние често сме обвинувани дека живееме во минатото, дека нон-стоп се враќаме на 90-тите години, дека нон-стоп зборуваме за УДБА, дека живееме во не можеме да помрднеме, дека сме се заглавиле во таа ментална склопка и дека не можеме да мрднеме. Ова важи, ова што го рече Иванов, важи и во однос на тие наши залагања. Да. Ние не живееме во минатото, туку живееме со минатото. Затоа што она што ни се случува денес во Република Македонија започнало во минатото. Да. И ние мораме да го расплетеме тоа за да можеме да го решиме овој проблем. Ама ако не знаеш која е причината, не можеш да го најдеш решението. Да. И затоа на нас секој ни се нуди нова приказна, за да не се свестиме да ја бараме причината. Да. Зошто ни се случило ова денеска? Не. Ние никош не се занимаваме да ги најдеме вистинските причини. Минатите емисии кога зборевме за книгата на Андов. Да. Во Македонија никој не направи никакво истражување за мемуарите на Мамула, на овој американскиот амбасадор што беше во Белград. На Девид Оуен. Не, на Кристофер Хил. Хил, Да. на Ричард Холбрук. на Холбрук. Сето тоа никој не го... А таму се доказите кои го побиваат Андов. Да. Кои говорат дека Македонија е заробена држава, ама заробена од таа гарнитура која дојде 90-та година во Македонија. Да. А јас поради моето минато во спортот, имам една тенденција да користам спортски метафори за она што се случува. И сега, овој пристап, нашиот пристап на
решавање на проблемите, Да. е како кога професионален фудбалски тим игра на позиции, секој си игра на своји позиции, ја додава топката, прави организира напад како да дојде до гол. Да. Начинот на кој што се инсистира да живееме од страна на режимот е како деца кога играат фудбал. Сите на топката и кој шутне, ритни ја кај можеш И готово. и готово. Тоа е она што свесно се работи, свесно се инсистира, не некој нов проблем нон-стоп да се Да се да се генерира, концентрираме. да се генерира нов проблем и ние да се занимаваме со тој проблем. Бегство на Груевски. Да. Не може никој да ме убеди. Абе колку сака дека Груевски сам со помош на некои негови блиски да тројца избегал. Нема теоретска шанса. Не. Тоа Ако јас сум бил следен, кој сум бил никој ништо, на секој чекор, од излегување од дома, па, кај ќе одам? И Груевски да имал 6 телохранители по службена должност, Да. и им избегал. Ајде. Или еве секој ден некоја нова некој бисер ќе се истресе од владата на Заев, и неговиот Тевдо Данска. Но тоа не се случајни тие, се свесни процеси. Нонстоп се прави секој ден некоја нова глупост да го заборавиме она што е суштинското. Еве нешто од говорот што исто така ми остави еден впечаток. Кој председателот рече: и конечно кон спогодбата од Преспа и слободното толкување на договорот со Бугарија, ќе го додадам и третиот голем предизвик за македонската држава, а тоа е тиранската платформа. Независно што некои го одрекуваат постоењето на тиранската платформа, сепак делата зборуваат гласно за целите и намерите. Законот за употреба на јазиците на начинот на кој што е напишан, но и изгласан, ќе предизвика целосна блокада на работата на институциите. Речи си нема член во тој закон во кој не е прекршен уставот на Република Македонија. Законот е усвоен во собранието, вон секоја процедура и надвор од надлежните тела. Надминат е и предвидениот законски рок, злоупотребено е европското знаменце, а не е консултирана ниту Венецијанската комисија. Во однос на вториот дел од цитатот, за тоа дека законот и начинот на кој што е напишан и изгласан е комплетно вон уставните рамки. Еве тоа е она што го зборуваме сега за она што се случувало од 90-те години. Значи тоа е еден континуитет на начинот на кој што се одвиваат работите во државата. Првиот дел околу трите договори. Преспанскиот договорот со Бугарија за наводно добрососедство и тиранската платформа. Во однос на тие три договори јас изработав еден подолг текст и потоа го преработев во видео, во кој што ги дискутирав тие три договори во историски контекст. И сега интересно е што и Иванов ги споменува тие работи, меѓутоа без да го рече она што е најспецифичното за тие договори. А она што е најспецифичното за тие договори е дека целата поента на тие договори е да го турнат народот во еден ќош и да му створат слика дека нема друг излез за сочувување на идентитетот кој што го знаат, освен враќање во нова Југославија. И затоа се инсистира, еве сега, например, она зошто јас во последниве година-две малку повеќе чепкам и работам околу прашањето за македонскиот идентитет и расчистувањето на, односно за расчистувањето на македонската историја во последните 400-500 години, па можеби и подолго. Затоа што сега бугарите можат да настапат со некоја си сосема рационална позиција, која што е комплетно непозната на македонската јавност и е позната на историчарската јавност. На историчките стручњаци, затоа знаеме дека им е познато, затоа што имаат издавано книги, имаат давано интервјуа во кои што тоа. Меѓутоа на народот тоа не му е познато. И сега кај народот се крева една паника, каде што се вели дека чекајте, нешто ни се прави,
ни се наметнува нешто што не е точно. Тоа е, затоа беа и прогласувани некои историчари за бугараши, бугарофили, затоа што се обидува колку толку да пренесат една историска вистина која не можеме да ја побиеме. Која разумен човек не смее, ако ја побива, си штети сам на себе си. Да. Тука е, но И тоа е причината зошто мораме да го прифатиме историското толкување, односно да ги прифатиме историските факти кои што ги прифаќа целиот свет, е за да не делуваме на шутраци и на забегани, на луѓе кои што живеат во некоја си заблудена состојба. И тоа е тоа. Да бидем вон земјани. Да. Точно, да. Сега ова е една интересна тема која што ја наметна председателот. И би сакал да ја искоментираме. Вака вели председателот. Како последица од ваквите загрижувачки процеси, македонскиот народ станува табу тема во Република Македонија. Пред неколку години имавме забранета книга. Годинава постоеше обид за забрана на филм што третира македонска тема. Многу содржини од учебниците по историја ќе бидат забранети. А сега се најавува дека ќе биде забрането изразувањето на етничката припадност по пописот на населението. Долго време инсистирам на попис, но која е целта на пописот без изразување на етничка припадност? Слушам за родители кои веќе се прашуваат дали да им пеат македонски песни на своите деца за да не бидат жигосани како шовинисти. Слушам за автори кои се прашуваат дали вреди да објавуваат книги за Македонија. Има компании кои не знаат што ќе биде со нивните напорно градени македонски брендови. Наместо доблест и чест, љубовта кон татковината станува грев. И сега, не сме во Македонија веќе скоро 20 години, па 18 полни. Да, па не знам каква била состојбата таму за време особено на годините на Груевски и дали нешто се променило. Меѓутоа, оваа ситуација која што ја опишува Иванов, дека во Македонија не смее да се пеат песни за Македонија, дека македонизмот, македонскиот национализам е табу тема и анатема. Тоа ме враќа токму на моето искуство во Македонија од 90 до 2000 година. Досијата, што пише во досијата. И сега, тоа е она што го зборев пред малку. Зошто Иванов не инсистираше на лустрација? Да, бидејќи лустрацијата ќе го отвореше до крај, ќе го отсликаше кој стои за сето тоа. Зошто бил прогонот на македонци? Зошто македонците не смееле да ја пеат до пред некоја таму до 60-70 години Болен Милежи Миле Поп Јорданов? Зошто не смеја да се пее Изграј зора на слободата? Иако била официјална химна на Асно. Еден куп, зошто еден куп поети се прогонувани заради тоа што пишувале песни за... Сега да не се симнувам долу, кај мене во бирото да ги изведам, кои се прогонувани за тоа. No. Главен прогонител бил Иван Бабановски. И сега, ние го прескокнавме тој битен дел. Да ги ослободиме луѓето од страф да бидат македонци. А можеме да ги ослободиме само со лустрација. Ако ги казниме тие кои го правеле тоа од 45-та до ден денес го прават. Да. Ако ги изведевме пред лицето на правда, не да ги казниме со линчување, со судска постапка, бидејќи судската постапка е многу битна. Таа ќе ги открие сите начини, ќе открие за чии интереси е правено тоа. Тоа е најбитното. Да. Но ќе повторам пак.
Не сакаш Иванов да се види со мене. А јас сум најголемиот заговорник за илустрација. Един кој напишал еден куп текстови, кој се обидел и по судски пат да ја покране илустрацијата. Значи, не можеме да збориме, јас затоа сум говорот, јас затоа ти реков на Говорот како говор, Е, јас затоа одличен, реков да. дека говорот е најдобриот говор кој што е одржан од македонски Тука нема политичари. збор. Зборовите кои се употребени се сите на место. Да. Но човекот кој ги изговори зборовите, тука е проблем. И посебно ова последново сега што го кажавме, Да. може би тука треба да му се стави голема забелешка на председател, затоа што ако тој сугерира дека денес ова натемисување на македонизмот, на македонскиот патриотизам е нешто е новост, тогаш Тогаш тој лаже. Лаже. Тој ја игнорира вистината Вистината, за она што се точно. чувало досега. Вистината е дека во Македонија е најопасно да си македонец. Да. И затоа те бележат како бугараш, како платеник, како криминалец, како материјалист. Што не Секоја белешка, секоја етикета ти се лепи само за да те дискредитира. дискредитира. И јас бев пријатно изненаден кога меѓу првите посети после именувањето, после изборот на Иванов за председател, му беше нисеше на Германија и беше во Штази. Во музеот на Штази и заговараше илустрација. Тогаш. Сега гледам пак некој си кој се нудел за спасители, ако падне зајав да дојдат на власт, нудат исто илустрација. Илустрација нудеше и Ременска пред Ременски Фросина, пред да биде, кој имам сочувано, дека тие, ако дојдат на власт, веднаш ќе спроведат вистинска илустрација според резолуциите на Советот на Европа. Кој ќе спроведе илустрација? Па го собра целиот зган, тој србокомунјарски е сега во повторно на сите функции, ги созема сите битни, влијателни функции во државата, во власт. Сега, имаше Каракамишева еден неизин статус пред минатата година, дека ете мора да се расчисти со служба, да се направи ово, она. Сите тие се многу, ја затоа кога говорат, мислиш дека овие луѓе се кај биде досега. Како не сме ги откриле со толку многу посветеност да ги решат проблемите, со таква желба да ги исправат грешките од минатото. Кога ќе дојдат на власт, Ременска, таа е најспеш пример, Фросина Ременски, е најспеш пример, човек, кога го читам тоа нејното што ми напишала, на Facebook дискусија, и тоа што го прави сега, Маши е сега заменик директор во УБК ми се чини. Мажи се прави илустрацијата. Мажи се подпиша на Facebook статусите, се подпишува сега, не знам, не сум погледнал одамна, со смрт на фашизмот слобода на народот. Чекај. Основно правило во демократијата, за да некој стане демократ, да го смета за демократ, е ако подеднакво ги осудува двата злосторнички система, фашизмот и комунизмот. Да. Фашизмот е осуден на Нимбршки процес. И во Македонија фашизмот бил на власт до 44-та година. Да. Ајде да речеме од некој си период на на кралството Југославија, фашистите наводно зазимаат моќ, но конкретно за време на бугарската окупација 41-44. Да. Комунизмот е на власт формално од 46-та до 90-та година. Да. Формално. Ама, кога ќе ги земеме досијата после 91 година, Ништо не е сменато. што
кога ни го даде мислењето секретарот на Венецијанска комисија, што ни кажа? Според тоа, во Македонија лустрацијата мора да биде и после 91 година. И тука нема ништо спорно. Значи, комунизмот, кај нас луѓе во правата на голема грешка. Не судат, бидејќи не сакам никој да ме разбере погрешно. А ќе те разберат и да не сакаш, Не, тие друго- сака да те разберат друго ми е погрешно. поентата. Нема ниеден вистински познавач кој се бори за човековите права во Македонија. Не. Овие лажниве Најчевска, тој Трајановски Жарко, овие од Хелската Пировска, тој Калајджиев, тоа се луѓе на режимот. И тие свесно работат граѓаните на Македонија да не знаат кој се човекови, што е кршење човеково право. Што се сега тие го осудија, направија цел свет разбра дека имало прислушкување од власта на Груевски. Да. А никој не знае за Прислушкувањата од 91-а, не одам понатака. Од 92-а, од новиот устав. Да. Значи, да оставиме од новиот устав, од 91 до 2000 година, до кога имаме отворени досиеа. Да. Бројката на прислушкувани е 10 пати прислушкувани телефони. Значи, не лица. Во случајот овој на бомбите, според изјавата на свиркачот Лазаревски и според СЈО, што ги прегледало сите, се прислушкувани помалку од 5000 телефони. Во времето кога јас сум прислушкуван и кога била демократијата на чело со слободата, Фрчко, да. се прислушкувани околу 50.000 телефонски броеви. Кога немало мобилна телефон. Немало мобилна телефон. Сега секој човек има телефон, Да. тогаш беше еден телефон за една куќа. Да. Значи, ако во овие 4600 или таму 5000 телефони што ги се прислушкувани во бомбите, се прислушкувани 20.000 граѓани. Тоа беше бројката. Колку се прислушкувани во тие 50.000? Секој македонец. Да. Нема. Да, затоа што и оној кој што не е конкретна Па, мета цел- на прислушкување, тој ако на пример тебе те прислушкуваат мене, Да. јас не сум обработуван, секој мој разговор со тебе се прислушкува. Затоа тој вели 20.000, бидејќи носители на прислушкување се 5.000 броја. Да. И се кој се јавува, колку контактирал со нив, и тој е прислушкуван. Да. Колку се кај овие 50.000 броја? Сега, накратко, накратко од говорот на Иванов, вели, која е разликата меѓу моите помилувања и вашата амнестија? Во целите. Мојата цел беше помирување преку помилување, а ваша цел е обезбедување поддршка за уставните измени преку уценување. Само на ова не можам да му замерам ништо. Да. Ова е. И на збор и на дело го направи истото. Да. Така да, тука, според мене, може би, би требал, но, во еден момент би сакал да очекував дека ќе каже, кога го збореше тоа, дека ќе каже, еве, јас ќе ги помилувам другите што не се помилувани во... Но, читајќи го Дурловски, тој ми остави така посебно впечаток, неговата изјава, зошто не сака да прифати помилување. И тука правам една, кај мене едно, може би не сгреши што не ги помилува и останатите. Игор Јук исто така вика, Ченто, тој Јане Ченто. Исто Чавков, исто не сака помилување. Не поднесоа. Значи, четворицата носители на кои ги наводно беа главни, Игор Јук имал пиштол.
Ама не тие што ги сега кај една глупост голема на 20 што носеле пиштори се амнестиран. Јук не е амнестиран, а носел пиштол. Тоа е главното обвинение за него. Ама тој пиштол не го изведе да пука. Да. Имал пиштол на него. Имал пиштол. Значи очигледно се користи законот се користи селективно према потреба. Затоа ми е тука имам дилема дали требаше или не требаше да ги помилува и нив Иванов. Но истрањето на овие четворица да го тераат судскиот процес е една голема нивна битка за вистината. Вистината е против Заев. Тоа треба да биде на сите јасно. Дека за државниот удар, за сите случувања на 27 не стои Груевски. Да. Ако стоеше Груевски, мислам збориме власта на ВМРО ДПМНЕ, што беше проблем да ги уапсат сите пратеници? Да. Никаков проблем. Беше доволна провокација пеењето на албанската химна. Беше доволна провокација што ја продолжија седницата. После 2 часа влегле внатре протестантите. Значи немало проблем да влезе УБК, да влезе агенција за државна безбедност и ова е државен удар. Вие правите седница нелегална, да ги уапси луѓево, да постави полицијата, да ги изнесе специјалците на улица, да нема случајно некој инцидент и крај. Значи, власта ги имала сите инструменти, а до тогаш власт беше ВМРО ДПМНЕ. И тука, затоа, јас, кога некој ме убедува дека не. Ако влегле, таа изјава на Груевски, се слагам 100%. Ако влегле да убијат, ќе убиле. Да. Бидејќи тоа е принципот на работа на службата. Службата само убива. Јук не е тој кој би требало да убие. Бидејќи не е човек на служба, не е од УБК, не е од СДБ. Да. Сега доаѓаме до делот од говорот кој што без разлика на кои се мотивите зад него беше многу битно што беше изречен од собраниската говорница од страна на личноста на претседателот на Република Македонија. Цитирам: Постојано ми стигнуваат информации дека врз основа на усна наредба, повторувам усна наредба, се врши следење, снимање и прислушкување на претседателот на државата, на членовите на неговото семејство и членовите на неговиот кабинет. А тоа е само индикатор дека се менуваат системи, називи, влади, министри и директори, но по се изгледа дека УДБА си останува УДБА со удбашки методи. А кога веќе ја споменувам управата за безбедност и контраразузнавање, ќе ве потсетам дека уште минатата година зборував дека УБК е жариште на политички, институционални и безбедносни кризи. Наместо да ги спроведува законите, УБК работи надвор од својот законски мандат. Ова е последица на една голема заблуда. Секоја партија што доаѓа на власт мисли дека може да ја контролира УБК, за на крајот да свати дека УБК е таа што контролира. Како и неколку пати претходно во минатото, така и сега УБК се користи како алатка за конструирање на лажни случаи со цел реваншизам, гонење и уцена. Тоа е машинерија за делегимитирање на институциите на државата, како што впрочем неодамна почувствувавме. УБК е еден од главните инструменти за вршење уцена. Да не си го пишувал ти говорот на... Бидејќи ние живееме во минатото, ќе прочитам еден извадок од извештајот на Комисијата на извршниот совет на собранието на СРМ за испитување на состојбите во органите на државната безбедност во Републиката од 1966 година, која е производ на аферата Ранковиќ. Имено во својата истрага, комисијата заклучила дека овој систем, односно системот на службите за државна безбедност, бил изолован
затворен и дезинтегриран од представничките тела на државата, кои не одговараат никому. Дека се поставувале како најодговорни, ако не и единствено повикани да ги заштитуваат придобивките на самоуправниот и демократски систем. Дека исследувањата на СДБ немале за цел да се утврди материјалната вистина, туку по секоја цена да се докаже сомнението. Дека извештаите и другите материјали што се внесувани во досијата на одделни лица, не само што немаат карактер на безбедносен материјал, туку значат регистрација и завлегување во меѓусебните односи. Дека некои работи и действија на органите на државната безбедност биле нормирани со правилници, решенија или други нормативни акти во спротивност на Уставот и другите законски прописи. Дека системот и методот на службата за државна безбедност представувале најфлангрантни повреди на уставноста и законитоста, тотална контрола на општеството, узурпација на уставните и законските права на граѓаните. Дека прислушкувањето на телефонските разговори било широко ползувано и дека е вршено отварање на поштата на граѓаните. Дека предмет на обработка на службата за државна безбедност биле граѓани од редот на општествено-политички, јавни и културни работници, раководители на стопански организации. Дека службата назначувала директори во стопанските предпријатија и ги држала под контрола универзитетските професори. Дека државната безбедност се претворила во механизам на политичка и идејна контрола врз општеството. Дека во службата постоела култура на солидарност со соработниците и лојалност кон ресорот, како и онаа најзначајното дека работниците и службениците на ресорот за внатрешни работи не биле расположени за соработка со комисијата, како и дека поголемиот број од нив не биле во состојба да го разберат вистинското општествено значење на ликвидирање на постојната состојба. Значи, ова е проблем кој што е документиран од самата влада во 1966 година. Денес Тоа е времето кога Македонија имала шанса, според ново сознание, да го промени курсот на слуганство кон Србославија. Се обиделе да изградат еден, и затоа е таков извештајот. Но завршиле како се завршиле. Сите биле скоро пензионирани, тргнати од високите функции. Никој од нив не сакал да се бори. А потоа биле поставени на цивилни Не, позиции. тие не се тоа е. Ова се луѓе од политиката, не се од од службата од УДБА. Тука спаѓа Крсто Црвенковски и таа политичката врхушка, политичкиот врв, кој прави пензионирање на списот за пензионирање на Луѓето Ранковиќ. И ја чисти СДБ, веќе е СДБ од тој момент, не е веќе УДБА, после падот на Ранковиќ, ја чисти од просрпските кадри. Ама тие мислеле дека и чистиле така. Не. Тие не чистиле, тие луѓе влегле повторно во системот. И сега, значи, Требал да најдеш еден текст. Од Кога нашите. прочиташ ова што го кажува Ѓорѓе, дека смо колку пати е напишано од нас, но тоа ќе значише порано што нешто направил, тоа се смеа. Ако шега, дека ете си потенцираме дека да. Па ќе ставам во овие релевантните линкови, ќе ставам еден од тие текстови, за да можат нашите слушатели и гледачи тука е да се убедат повторно, во тоа. видиш, Ѓорѓе го знае тоа. И пак за 10 години, уште малце, негово преседалствување не стори ништо. Да, и тука е всушност основниот проблем во ова што го говори, затоа што иако тој како председател нема ингеренции да оди да законски да воведува закони, имаше други законски мерки кои што можеше да преземе. Тоа И му е- можеше едноставно да биде оној кој што нонстоп ќе инсистира на Инсистира на лустрацијата. лустрација. Така е. Тоа е поентата. Тука е главната работа. Тој со тоа ако инсистираше цело време на лустрација, ќе покажеше дека проблемот е кај Груевски. Да. А Груевски беше да си ја зачува премиерската позиција, тоа што стои у заклучокот и што јас секогаш го тврдам, дека сите премиери, сите министри на полиција, сите директори на
СДБ, УБК, сите министри на побитните министерства се избор на службата. И тука да не лаже никој дека народот ги избрал или ги избрал. Секого бира службата. И да, верувам дека сега на Груевски му е седејќи сам сега таму во хотелот, размислува и вика, требаше да направам вака. Ама тој може да направи и сега така. Да обзнани, како што јас обзнанив за обидот за бугарска амбасада. И тој има сигурно стотици такви документи, такви случаи кај што може да обзнани како работи на службата. Јас затоа, кога побара азил, очекував дека тоа ќе го стори. И сега, тука би дал еден мој коментар на зошто мислам дека тој никогаш нема да го стори тоа, а зошто ти си се осеќавал, се чувствувал способен да го сториш тоа. Ти од секогаш си бил свој човек и во годините кога си работел во државна фирма, сепак не си се чувствувал дека зависиш од таа работа и си се чувствувал дека можеш и да те отпуштат, ќе можеш да се снајдеш. Сигурно. Твојата изрека беше дека семки ќе им продаваш на оние во фабриката, Да. ама нема да се вратиш во фабриката. Кога заминав првпат од фабрика, првпат, кога тргнав по еден друг пат во животот, кога се вработи во телевизија Приштина, во една област за која немав, ама буквално никакви познавања. И колегите работеле скоро 10 години заедно. И шефот, и директорот на секторот кај што работев, вика, бидејќи беше добар работник. Во секој време вратава на ќе ти бидат отворени, се вратиш назад. И јас како ме дал Господ, викам да ви кажам нешто. Веќе никогаш моја нога нема да влезе дека. Ќе продавам семки долу пред вратава на фабрика. На вас ќе продавам семки. И ќе заработувам повеќе пари. И ќе бидам слободен свој човек. Тука е... За разлика од тебе, Никола Груевски е дете на режимот, дете на системот. Тој својата како беше факултетска диплома ја има здобиено благодарение на... Знаеме како да не спомнуваме сега. Но благодарение на врски. Да. На исти таков начин тој влегува во политиката, поради неговиот вујко Јордан Мјалковски, кој што го објаснувавме во една од минатите емисии, кој човек бил тој, и покрај митот кој што се гради за него, дека бил голем македонец и голем борец за Македонија, човекот е бил функционер на КОС. Сега, такво човече, кое што, значи, тој зависел нон-стоп од некој друг, и тој нема шанса денес кога се наоѓа во туѓа држава, каде што не го познава ниту јазикот, нити културата, нити пак има основна способност да може да функционира како слободен човек, како самостоен човек, дури и во Македонија да живее. Тој, кај него не постои таква способност, затоа што тој бил марионета цел негов живот. И сега, зошто го зборувам ово? Ово не го зборувам за на тебе да ти лепам, да те правам од тебе некој херој. Ово го зборувам да им посочам на нашите гледачи, посебно на оние помладите, кој е начинот на кој што можеш да се ослободиш. Прво, она што го спомна председателот во неговиот одговор на неколку пати, дека мерката за единица е слободата. Да. Односно, мерката единица за слободата е вистината. Вистината. Се дури се држиш до вистината, се дури се држиш до честа и дури знаеш дека никому не му штетиш и свесно работиш да не му наштетиш на некој, туку напротив да бидеш корисен, колку што ти е корисен тој на тебе, ти да бидеш уште повеќе корисен на другиот. Се дури постапуваш така во животот,
ќе можеш да функционираш во било која состојба. Ние кога дојдовме во Канада, моето прво искуство беше, вие веќе бевте пристигнати тука, јас пристигнав неколку месеци подоцна. Моето прво искуство беше ти не донесе од аеродромот со рентакар и се качуваме во нашето возило, кое што беше карго вен, односно како се вика, комби да. со транспортно комби. Во комбито имаше две седишта, ние бевме тројца, значи требаше некој да седи позади на тркалото. Одма после тоа ме однесе да збираме скици и се качуваш ти во бин за ѓубре, во контейнер за ѓубре, радосен како свиња во измет. Ми беше чудно сега какво е ова, очигледно сме пропаднати. Сега доаѓаме на животен стандард кој што е многу понизок од оној кој што сум го навикнал, а ти си многу задоволен. Тоа што не ми беше јасно во тој прв момент беше дека ти имаш слободата да што сакаш можеш да постигнеш со таа слобода. И значи и во неповолни услови кога си дојден на тогаш имаше 50 години, дојден во држава која што никогаш не си ја сретнал, која што немаш никакво познавање за овој систем, јазикот не го познаваш, доаѓаш без скршена пара и сепак се чувствуваш слободен, затоа што знаеш дека можеш и со буквално со збирање на ѓубре или со чистење на клозети да биднеш слободен човек. Тоа е она што Никола Груевски никогаш нема да може да го направи. Видиш, тој, барем по она што читам таму по весниците во Македонија, живее во Шератон. Чека сега. Тоа е минимум $200 по ноќ. Така. Зошто? Да покаже што? Дека премиерска плата за работа да плати таков хотел. Тоа ли праќа порака? Да сега му следува ли плата, добива ли уште апанажа, тој сега добива, ама таа е околу под 1000 евра е таа пратеничка плата, не добива апанаж, добива пратеничка плата. 80%, не знам колку, и тоа е под 1000 евра, значи тоа е 2-3 вечери за спиење. Тоа е поентата. Ова го зборам баш во контекст на тоа што ти го зборуваш. Тој не иска да го види реално животот. Тој сега праќа порака дека има нелегално стекати пари. Да. И крај. Да. Уште малку со говорот. Вака председателот Иванов. Точно е дека се нудат реформи, но понудените реформи се повеќе форма и фасада, а помалку суштина. Забелешките на Прибе суштински не се исполнети. Со предложените реформски закони се прават обиди концентрацијата на моќта од МВР да се пресели во владата. Нелегалното да се легализира, незаконското да се озакони, а вечните предизвикувачи на кризи да се понудат како спасители од кризи, се разбират како сами себе ќе се реформираат според само ним познати критериуми. Со суштинските реформи се остава голем простор за злоупотреба и нарушување на основните човекови права и слободи. Ве потсетувам дека следните жртви на вакви злоупотреби можете да бидете токму и вие. Се заборава дека освен моќта треба да се пренесе и одговорноста. Затоа прашувам, кого го чуваат чуварите и кој ќе не чува од чуварите? Останува дилемата дали да ја заштитиме демократијата во Република Македонија од лажните вести, конструкциите и фабрикуваните случаи кои сте институционализирани преку УБК. Повторно, убаво што овие зборови се изрекуваат од председател на Македонија, од говорницата на Собранието. Меѓутоа, овие работи не се новост во 2018 година. Тука е проблемот што председател Иванов требаше овој говор да го одржи кога стана јасно дека Груевски не размислува да стори ништо за да расчисти
со стариот систем. Прибе ќе остане мртво слово на хартија, како што напишав одамна. Бидејќи сум напишал по неколку пати во некои мои текстови, како уводно. Како увод сум го дал 2-3 пати за да остане луѓето во сеќавање, веќе го прочитам. Го најдов сега, тој е тоа моје писание. Народот се расправа кој е патриот, а кој е предавник, а службата ги пљаскосува. Правосудството е катастрофа, суди по диктат на службата. Политичките и идеолошките неистомисленици се прогонуваат се уште по исти линии на работа како пред 1991 година. Медиумите ги контролира службата, мракот ќе трае се додека не се расветли минатото. Барем она од 1990 па навака. А минатото не може да го расветат луѓето од минатото. Кои беа креатори на мракот? Најчевска, Фрсковски, Верушевски, Бошковски, Трајановски, Милчин, Пендаровски, Јанкуловска, Мијалков, Каледжиев, Пировска, Груевски. Да не ги редам Бучковски и ред други. Не може у судството исти судии кои до вчера беа Сваровски судство, сега се заевистичко судство. Значи не е во прашање. Ова сум го ставил во еден текст во кој тврдам дека не постоело Сваровски судство. Пред да се случат овие работи. Пред да го видиме сега, да блесне во да се соголи судство дека не е Сваровски. Текстот вака стои. Постои една Сваровски судство и уште една лага на тајната идеолошка полиција. Тоа е насловот на текст. Текстот е пред 4 години. Што правиме? Или пред 3 години, сега да видам точно. Пред 3 години е текстот. Што правиме? Се е ова познато. Живееш во минатото, човече. Да. Се е ова познато. И сега, што е главната работа? Мислам, тука ќе заврши емисијата, не одиме понатака. Она што планиравме, ќе го ставим за друг пат. Луѓето свесно ги манипулираат сега сите, за да ни наметнат повторно дел од луѓето кои го прават мракот во Македонија. За да заборавиме дека тие луѓе, кога биле на власт, не сториле ништо. Иванов не може да се кандидира веќе за председател. Да. Така да, тоа е изземен од ова што го зборам сега. Дејќи нема никаква... А сигурно не верувам дека ќе се кандидира за пратеник или за некоја функција таква да се девалвира себе си. Мислам дека толку е умен да не направи такво нешто. Значи, исти луѓе кои биле до сега во власта, во врвот на партиите, кои не сториле ништо во овие 27 години, да се смени системот. Бидејќи системот е проблем во Македонија. Сега пак тие луѓе, службата веќе се обидува да го гради тоа. Ево, читајте го Милчин, читаја Најчевска. Тие веќе прават еден терен дека тие и се против сега против власта на Заев, дека власта на Заев не чини. Не. Системот кој го поддржуваат Најчевска и Милчин. Ајде баш тоа да го во кратки црти. Да. Тоа е она што сакавме да го коментираме. Еве го насловот од овој од Лидер. Да. Сорос тргна против владата на Заев. Бараат титно повлекување на измените на кривичниот законник. И сега се 18-19 граѓански здруженија бараат од Заев промена на, вели вака, ние долу подпишаните граѓански организации бараме веднаш да го повлечете од дневен ред предлогот за законот за именување и дополнување на кривичниот законник по скратена постапка,
доставен од пратениците Артан Груби, Снежана Калевска, Сонја Мираковска, Да. Тасевска и така натаму. Инсистираме на повлекување на предлогот поради промената во членовите на кривичниот законник, со кои ќе им се овозможи во предметите кои ги води СЈО да се изречат помали казни или делата да застарат и со тоа да не се одговара за криминалот. Неприфатливо е да се менува кривичниот законник и кој било друг закон за да се избегне правдата или да се продолжи со заробување на државата од политичките партии. На овој начин се амнестираат криминалот и корупцијата и продолжува незаконитоста. Зошто овие луѓе, тие 17 подпишани, колку се доле, наводно невладини, зошто не реагира кога се прекрши деловникот за избор на Таља Чафери? Да. Зошто не реагира за кршењето на Уставот и законот за подпишување на Преспанскиот договор? Каде беа? Зошто не реагира за референдумот? Кршење на законот за референдум со 3 прашања во едно. Да. Зошто не реагира со уцените што ги прави сега Заев за да го изгласа? Тој падна на референдум, падна Преспанскиот договор. Веќе за него во идните 2 години не може да се дискутира. Ќе оди повторно на референдум после 2 години. Тие молчат. Сега со овој зборуваат за некаква си руска завера сега. Да. Сега тие со ваквите нивни истапувања купуваат кај наивните граѓани. Да, еве ги тие се. Еве ги повторно се борат. Да. Милчин вети дека ако се смени името, тој ќе земе пушка ќе оди во шума. Не гледа дека е во шума заминат. И па на водно. Да, мислам дека не во живее. шумата на водно. Овие невладини наводни граѓански организации, исто како што опозицијата во Македонија е контролирана и лажна опозиција, и овие невладини граѓански здруженија се исто така еден фалсификат на нешто кое што е неопходно за едно вистинско слободно демократско општество. Во неговата книга Демократијата во Америка од раните 1800 години, значи од 19. век, Алексис де Токевил прави една сондажа на американското општество и се обидува да разбере тајната на успехот на американската демократија. И заклучува дека тајната на американската демократија е постоењето на овие граѓански општества. Меѓутоа, не на граѓански општества како овие НВО-ата, НЛО-ата, земјаните и вонземјаните, на Милчин и на Катарджиев и на сите други овие комуњари. Туку, црквени здруженија, братства, коло на сестрите на Американската револуција, односно ќерките на Американската револуција, односно станува збор за друштва кои што се пред се добротворни друштва. Извини, ќе те прекинам. Да. Финансирањето е битно. Па тоа е тоа. Да, мислам, сега се вратиме зошто? Затоа што сите тие друштва се финансираат од нивните членови. Да, и сега тој е одговорен. И од нивното време. Ама со тоа што го финансираат, тие се одговорни пред тие членови. Да. Овдека. Јас првата мерка која треба да ја стори власт која ќе сака да воведе ред во Македонија. Забрана на сите НВО кои се финансирани од надвор. Да. Секој НВО може да се финансира од добротворни прилози на граѓаните. Да. Бидејќи само тогаш ќе ги брани интересите на граѓаните. Да. И треба да се додаде и било какви финансии од владата. Не смее да има никакво финансирање. За владата да не збориме, владата самото име невладина организација кажува дека таа не смее да прими донации од владата по никаква основа. Јас зборам за она што сега се протнува во Македонија, финансирањето од Сорос, финансирањето од разни амбасади, од разни држави. Не може. Сакате да обстанете? Граѓаните сами ќе се изборат да си имаат невладини организации, кои ќе ги штитат нивните интереси. Да. Ќе сватат дека само бидејќи невладините организации се корективна власт. Да. И преку нив се изразува револтот на граѓаните
или неслагањето на граѓаните со некоја одлука на владата. Ама затоа тие ќе ја финансираат на владината организација. Значи, повторно се наметнуваат лажни херои и лажни опозиционери. Она што е клучно, и може би ќе ја заклучиме токму со ова, она што е клучно за овие вистински невладини организации, граѓански здруженија кои што обстојувале во САД, од самото формирање на државата, па се до последните 20 на 30 години, кога и тука почнуваат да замираат. Она што е клучно за нив, тоа се здруженија, братства и други граѓански организации кои што се формирани пред се на христијанска основа. Нивната главна дејност е помагање на самата комуна. Значи тие действуваат само на нивно локално ниво. Се грижат за оние на кои што во тој момент им треба некаква помош, дали тоа финансиска или некаква друга. Тоа се друштва кои што си помагаат на своите членови да створат мрежи на соработка, на унапредување, на градење на бизниси. Се. На некој кога ќе му изгори куќата. Живот. Да, се што ти треба за животот. Сега, што прават суштински тие организации? Тие организации го поттикнуваат добротворот во човекот. Тие го поттикнуваат човекот да биде подобар сограѓанин и на тој начин да гради подобро општество. Тие воспоставуваат морални норми. Да. И ако не ги почитуваш моралните норми, ти ќе бидеш отфрлен од општеството. Да. Од таа тука групација во која се нашол. Да. Ќе бидеш непожелен за тој град, за тоа место. Да. Во Македонија таквите друштва систематски се сопруваат во самиот нивен старт. Тоа е делотворот на УДБА. Нејзина работа е токму да ги уништува таквите здруженија, да им наметнува своји кртови да уфрлува, да ги растура тие организации и на тој начин да не може да се оствари никакво здружување на народот. Меѓутоа, тоа не значи дека треба да се престане да се делува во таа насока. Значи, првото она што мора да го направиме е да се образуваме себеси, да се обврземе да бидеме лојални на вистината и вистината да ни биде водач, да не лажеме или барем да не ја кажуваме невистината. Да се обврземе да живееме со вистината и со тоа да се обврземе да не им штетиме на нашите сограѓани преку кодошење и преку соработување со службата, затоа што тоа конечно води кон разнебитувањето на нашето општество и на нашата држава. Во таа смисла, ви пожелуваме се најдобро во новата година и ви пожелуваме да ни се придружите во нашата потрага кон вистината, затоа што вистината ќе ве ослободи.